Да се разговара и да се биде во присуство на еден од најголемите македонски актери на сите времиња, популарниот Благоја Чоревски или најпознат како Чоре, е вистинска привилегија. А токму таква привилегија имаше и нашата екипа од Ексклузив, која пред неколку дена седеше и разговараше во една опуштена атмосфера и тоа во неговото омилено кафуле во трговскиот центар Бисер во Скопје. Теми на разговор со Чоре има секогаш. Зборувавме за неговите најубави денови од кариерата, за младите актери, за животот, а го прашавме и за загубата на неговиот голем пријател Ванчо Петрушевски. Искрено и отворено, Благоја Чоревски Чоре во Ексклузив. Господин Чоревски, вие сте еден од најискусните и највозрастните актери, би рекол, во земјава. Во другите професии едва и чекаат да наполнат години за да се пензионираат. Бидоа кај вас сметам дека обратно. Вие пред некое време, пред неколку дена го завршивте снимањето на најновиот филм со Милчо Манчевски. Од каде уште енергија и сила и желба за толку работа? Видете, овој занает не признава старост, освен години, нели? Не признава старост. Ако памтите, ако не ви се тресат рацете, ако можете да одите добро, не е проблем. Тоа е занает, чист занает. Го знаеш или не го знаеш. Така да јас тука немам проблем се уште да чукнем на дрво. Немам проблем, така да добро е. Кој е Благоја Чоревски приватно? Како му поминува денот на Благоја Чоревски? Со внуката. Со Гала. Ја земам од школа или ја носам, зависно која смена е. Дома сум ослободен од многу работи. Сега после операцијата не смеам ни да усисувам, а тоа ми беше една од работите кои што ги правев. Да, за опуштање. Сега и тоа не смеам. Господин Чоревски, за што жалите во животот? За ништо. Има ли нешто за што се каете за? Не се кајам. Не сум направил никому зло. Ми направиле некои зло, ама тие поминувале, така да немам зашто да се кајам. Животот треба да го живеете сега, во овој момент, и да не размислувате за тоа дали може или не може. Како прифаќате улоги? Лесно им е на режисерите или на кастинг директорите да ве убедат, да ве натераат да глумите, или пак вие го имате последниот збор и кажувате ова е за мене, ова не е за мене? Не, никогаш не се, тоа треба ептен да не ми се допаѓа, значи да не биде. Да одбиете? Се случувало. Или од презафатеност, многу ретко од тоа дали е квалитет како улога. А сум одбивал, сигурно дека сум одбивал. Ако не го бидува режисерот или ако е тоа случајно напишан текст кој што нема ништо општо со квалитет, значи јас сакам тоа што ќе го играм да се игра со години. Сте имале многу улоги, сте играле. Меѓутоа, знам дека не благодарно прашањето. Која ви е најдрага? Онака посебно што никогаш нема да ја заборавите? Нема, тоа е клише ќе биде одговорот. Тоа исто како децата се, стално сум го кажал. Како може да ви е подраго едното од другото? Сите се драги улоги, но секако тука е Стефан од Диво месо, да ако ги редам, Ефто од тетовирање, Дарко, Шандебис од Болба во сега, последната, мислам таа што ја играм во последно време, сега заради операцијата не ја играм. Во МНТ, нели, квартет. Сите знаеме дека бевте близок пријател со починатиот Ванчо, пријател, другар, колега Ванчо Петрушевски. Сега неколку месеци по неговата смрт ми достига. Како не, ние знаевме да ми се јави, да се видиме и да отидеме до театар само заради кафе, да направиме шеги. Тоа престана многу, прво престана Хихирико. Па почина Карадак, многу драг човек со кој што 40 години сме биле, па Ванчо почина, па Мите Грозданов, починаа многу врвни актери на Македонија кои што апсолутно не достигаат. Стално ќе ни недостасуваат, поготово мене, зашто со Ванчо јас сум играл, го знам од студент, од студентски денови, да. Он беше првите 2 години во Софија. Извинявај, Пацо, да те питам нешто. Интимно да те питам. Кажи ми, като ги заклопиш така очите, затвори ги очите. Да те питам сега, виждаш ли нешто, бе, Пацо? Не гледам ништо. Това е нормално, бе, какво искаш? Тоа е нормално, гледаш. Нормално, затвориш очите, не гледаш ништо. Да. На почеток на интервју спомнавме дека заврши снимањето на најновиот филм на Милчо Манчевски. Која е вашата улога таму?
Врба се вика филмот, тоа е работен наслов. Манчо од Сувогарло. Тој е еден човек кој што, сега да не ја раскажувам сцената, ќе ја гледате со Пепи Мирчевски играме, заедно. Од Битола, Пепи? Од Битола. Една кратка сцена, ама е многу добра. Трагично смешна е. Се работи за животот. Откако го удираат него со кола, Пепи, јас разбирам дека е таму, па доаѓам да го видам, да не го зел Господ. Ви благодарам многу за интервју, ми беше чест и задоволство со вас да седам. Поздрав до сите кај вас во таа телевизија, често ја гледам. Кога имам време, кога сум дома. Кога не чувате внуци, Да. кога чувате внуци. Да. Благодарам. Поздрав на сите. Чао.